Со убедливи 5:2, Пелистер на домашен терен ја совлада победа во првиот надпревар од четвртфиналето од Купот на Македонија, со што битолчани си го трасираат патот кон полуфиналето и можна одбрана на титулата освоена минатата година. Зелено-белите подобро го започнаа мечот и првата закана ја имаа во 12-тата минута преку Лјамчевски, кој од слободен удар биеше за малку покрај десниот дирек. По краткото затишје, Тошевски центрираше, а во својот 16-тник Илиевски невнимателно играше со рака, пошто Марковски покажа на белата точка. Трифуновски ја презеде одговорноста, но неговиот удар добро го прочита Талески и остана почетниот резултат. Само 3 минути подоцна, гостите знаеа како да го казнат промашениот пенал. Мустафов центрираше од левата страна, а најснаодлив во 5 метри беше Ристевски, кој ја смести топката во мрежата за радост на гостите и резултат 0:1. Пелистер не се предаде и во 34-тата минута по одличниот центар шут на Лјамчевски. Тодоровски со глава израмни на 1:1. Истиот играч од слободен удар во 39-тата минута донесе комплетен пресврт на надпреварот. Сепак тоа не беше резултатот со кој се замина на одмор. Во 44-тата минута Тошевски невнимателно стартуваше, а Марковски повторно покажа на белата точка, овој пат на спротивната страна. Наумовски овој пат беше сигурен реализатор и израмни на 2:2 пред крајот на првиот дел. Во второто полувреме повторно иницијатива на домакините. Оливер Пеев направи одличен соло продор во 54-тата минута и откако ја мина комплетната одбрана, биеше неодбранливо за Талески и донесе повторно водство за домашниот тим. Мрежите потоа мируваа се до 82-та минута, кога Лукас најпрво сакаше да асистира за нововлезениот Жаделсон, но топката повторно се врати во неговите нозе и биеше во левиот агол од голот на гостите за 4:2. Конечните 5:2 ги постави Илиевски со автогол во 87-та минута, по изведениот корнер на Лјамчевски. Со овој убедлив триумф може да се каже дека Пелистер со една нога е во полуфиналето од Купот, пред да се одигра реваншот на стадионот на Могилата, закажан за 29-ти овој месец.